Шетаме заедно и ние со Кате од една локација на друга, се разбира, ние овде во студиото, преку линковските вклучувања и незините соговорници и теми кои што таа ги одбра за денес. Претходно го видовме Шурбе кој што не објасни во годинишната програма на Скопскиот джез фестивал, а она кое што сега ни го подготвува Кате и кое што е уште едно изненадување за вас. За кратко нема да биде веќе, но сигурно ќе ви биде интересна темата. Таа реши денеска да зборува за познатата комбинација или како да кажеме, не е специјалитет, него е нешто што традиционално знаеме од време на време да го искусиме сите, а тоа е познатата десетка со кромит. Добро утро, Ката, поздрав уште еден од нас, добар ден веќе. 10:20, како си, каде си? Добро утро, добар ден, како сакате, да. Не знам дали ќе им се случи на сите да тргнат кон турската чаршија, ама по овој мирис што ја го чувствувам овде, мислам еве ги канам сите, кога последен пат јаделе десетка со кромит, ама онаква создадена во турската чаршија со најубавиот амбиент на светот, во најубавата кебапчилница, ќе ни каже Фарук, нели каде сме. Тоа е во оваа кебапчилница цели 13 години и знаете што ми рече пред ова линковско вклучување, дека ова е навлекување како дрога, а Фарук? Добро утро. Добро утро. Да, добро утро и добар ден. Да. На нас дека ние сме станали. Да. Кој доаѓа во 4 да брише се ова? Па да, тоа е луѓе што треба, нели, тоа да се чисти, чистачи, тие работи, па мора да се прават. Да. И значи тие доаѓаат и што прават скариве, треба што да се направи? Да, треба да ги палат скариве со ќумур, треба да ги полнат. Да се изчисти, ликот напред. Да, внатре, нели тоа доаѓа лепче, лепиње доаѓа од многу рано. Кажа кај сме? Да, во турист, се знае. Во турист сме, да. 13 години во турист. Би го минувал ова за нешто на светот? Никад. Да? Ти требаше многу време, ама вистинскиот збор да го избереш. Искрено, јас сум ја сонувал да работава од многу мал и не можам друга работа да работам. Дефинитивно, оваа работа е нешто волшебство. Да. Што е волшебно? Што е волшебно во подготвување на кебапи? Тоа ќе оставиме малку тајна. Да. Без тајни нели нема. Убави кебапи мора да има тајна. Дефинитивно најубав кебап и најубава скара е овде. Да. Тоа покажува традицијата овде што е. Да. Негде 70 години како традиција. Ист газда, исти луѓе, исти работници. Добро, Фарук е тука 13, некои други биле пред него во тие 40 до 40. И 40 години луѓе што работат. Браво. Тоа е како фамилиарно. Како фамилиарен бизнис, така. Ние сме работници, али како да не сме, како да сме газди, како да сме. Па вчера кога се договорав со газдата, рече кај синот оди. Да, вие сте му како син. Да. Значи ние така се осеќаме. Се осеќаме гледајќи на тој аспект. Да. Ја поише се огледам него отколку мој роден татко. Да, така е. И така сме се врзале бајаги. Колку треба време всушност од подготовка, нели таму? Па би било негде за 5-6 минути максимум, да. Иначе не знам дали така може, мирисот не може да го усетат, ама може бојрум да си дојдат овде па да го вкусат сето она. Така. Странци немавме минатата година заради пустата корона, веќе не знам кога ќе прекинеме да го употребуваме името. Да. И тоа беше период кој што и тоа беше период кој што за Фарук беше најнеубавиот. Како ми рековте, нели некако без луѓе се е мрачно. Па видете, човек кога ќе се научи со народ 24/7 и одеднаш прекинува све, не може да искочиш од соба што се вика. Да. И беше многу лошо. Стварно многу лошо. И очекуваме што побрзо да запре и да се иде. Значи, и сега во ова неубавово време, како да кажам, за целиот бизнис, па и за вас секако, корона време, колку кебапи се прават дневно во турист? Има никоја? Дневно? Да. Тоа е волшебно прашање. Од прилика, од до, да речеме. Па, од 3500 до 5-6 Што 3500? 3500 кебапчиња? Па да, тоа е стандардно. Вау! А во оние убавите времиња? Тоа во убавите времиња, ние сме работиле бајги време и многу време. Да? Колку?
Ние сме работеле до 5-6 саат са бајле. Добро. Дека не оставиле и муштерии да затвараме од тоа Да. што премногу ги имало. И тогаш до колку? Доаѓале до 10.000 кебапи, ја? Па више. И повеќе од до 10.000. 12-13 кебапи. Да, да, дефинитивно да, тоа да. и тоа било Да. Да. И сега муабет да, ме потсетува наум дека ова пак што врие Да. во мигов, така, Да, од другава страна, ќе ни каже за една уште една интересна приказна врзана со вашата кебапчилница или со тоа она, е- сето она што го бараат на прво. Да, може да Да, поминеш, може. да, може. Тоа Наум е- може да помини да ни покажа сега, да, на другиот дел сме. Да, тоа е гравче тавче. Да. Значи не бараат прво кебапи и странциве. Ја помислев Тоа кебапи, е не. првото нешто кај нив е тоа што они сакаат нешто традиционално да јадат Добро, или па пиење добро. и они сакаат тавче гравче. Добро бе Фарук, не ви е со страх кебапи. ова, не се гурита, не е ова жишко, Не, ние сме веќе Веќе научени на научени. тоа. И немаме гајле сега. Да. Колку време се подготвува ова на другава скара, на Па, другиот ова дел? негде за 10 минути. 10 минути, да. Негде 5-6 гравчиња може да бидат готови. 5-6 гравчиња на Да, ова, да. за 10 минути. За Сега 10 кога минути. сме кај гравчето на тавча, нели? Да. А колку во овој период, лошиот пак ја прашам, колку гравче Па, тавча од продавате? 100 до 150 гравчиња дневно се дават. Значи тоа 100 е до 150. Да. И како луѓето си порачуваат однапред или треба да како одат нарачките? Па, значи тоа све што и да сакате вие. Значи пример доаѓате, сакате кебапчиња, сакате сакате и гравче, тавче, да. малку да си пробате. Да. И има од странциве има многу, значи они без гравче не играат, значи Се враќаме вамо да, ќе ни изгорат или не ни изгореа? Не. Не се? Знаеме Добро. ние. Да. Значи 5-6 минути им требаат на Да, кебапи, да. толку научив. Да. Нема да кажеме тајна, заради тоа што ако кажеме тајна треба да отвориме кебапчилница. Така. Дознавме од ова вклучување дека не е паметно ако си новинар и си ја сакаш твојата професија да пробаш со кебапи, па се навлекуваш. Па, мојава професија искрено Да. е треба да си ја сакаш многу оваа професија. Ја тоа е таков заклучок сум Да. прифатил, Да. јас сум земал дека ако не ја сакаш оваа работа нема да можеш никаде да ја работиш. Така е. Да. Од многу љубов, многу сакање, Се создаваат вакви убави работи. дефинитивно. И 10 со кромит. И 10 со кромит. Ке ни подготвите една 10 со крумит, ви благодарам за ова линковско вклучување. Режија, носиме кебапи, не се секирајте. Се засекиравме, бидејќи ни замириса во студиото, така можешме да ја почувствуваме миризбата дури до тука, или пак да си ја замислиме, бидејќи сите сме пробале кебапи, но и сите сме биле опиени од таа миризба. Како и да е, некој ги обожува, па можеби се чисто на неговото менije. Ова е надвор од онако што го препорачуваме ние секојдневно, тоа се здравите оброци, на добро е да имаме и нешто вакво. Кате ти благодарам и ќе се видиме со тебе потоа во редакција, Поздрав. како и секој ден.